Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Се крена ромското знаме на јарболот пред општина Гостивар. Се одбележа 8 април. Дали после прележана ковид инфекција организмот развил имунитет и колку тој трае? Чести прашања што се ги поставуваат граѓаните. Со подигнување на ромското знаме на јарболот пред општината и пораки испратени на пресконференција во Гостивар денес беше одбележан меѓународниот ден на ромите. Поради пандемијата изостанаа вообичаените прослави и манифестации. 8 април, датум прогласен за меѓународен ден на ромите, во Гостивар се одбележа на пригоден начин и соодветно на состојбите со ковид пандемијата. Како и претходните неколку години, ромското знаме церемонијално беше подигнато на јарболот пред општинската зграда, а беше поставено и на јарболите на гостиварските улици. За нас како локална власт, ромската заедница е многу битна во нашата општина. Тие се веќе интегрален дел на секојдневното наше функционирање и во општината каде што немаше ни еден вработен од ромската заедница, сега веќе имаме двајца вработени само во кабинетот на градоначалникот на општина Гостивар. Се надевам понатаму да се вклучат и повеќе луѓе, меѓутоа представници на ромската заедница веќе се наставници, професори, лекари, работат во градинките низ нашиот град и ние сме горди што живееме заедно со нив. Ја мислам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму. Советникот во Гостиварскиот совет од демократски сили на ромите Кашмир Салиу изјави дека со чинот на поставување на ромското знаме во Гостивар се испишува историја. Ја користам приликата не да говорам многу за празникот, туку да ги актуализирам проблемите со кои се соочуваат ромите во нашата држава, истакна Салиу. Постојано ромите ги следеа епитети во наводници дека лажат и крадат. Но реалноста е денеска многу поинаква, бидејќи токму ромите се истите тие кои се излажани и искрадени, бидејќи сите пари кои се наменети за ромите како на централно, така и на локално ниво на некои општини се злоупотребени. И со истите пари кои следуваат за ромите, или се пренаменети за други цели, или на избори се купуваат токму ромите. Барам обединување на сите роми. Проект кој јас како подпредседател на демократските сили на ромите од неодамна го почнав, заедно со мојот тим, со мојата екипа. Заедно сме обединети и сите единствени во својата цел, а тоа е да се постигне рамноправност, целосна социјализација и еднаков третман на нас ромите. Бари Абдули, вработен во локалната самоуправа, информираше дека по повод празникот општината ќе додели помош за социјални семејства од ромската популација. Поради пандемијата со која се соочуваме, со целосно почитување на мерките, ние не сме во можност да го славиме 8 април онака како што заслужуваат ромите во Гостивар. Но општина Гостивар одвои финансиски средства и ќе им помогне на семејствата со кои се најзагрозени во градов. 8 април е прогласен за Ден на ромите во 1990 година на Светскиот конгрес на Меѓународната унија на ромите во Полска. На 8 април се одбележува Меѓународниот ден на ромите, а по тој повод честитка упати и председателот Пендаровски. На 8 април се одбележува Меѓународниот ден на ромите. Овој ден официјално е прогласен во 1990 година на Светскиот конгрес на Меѓународната унија за ромите во Полска, додека пак на првиот конгрес на роми во Лондон во 1971 година. Ромскиот јазик е деклариран како официјален јазик на ромите, а денеска се одбележува 50 годишен јубилеј од настанот. По повод Денот на ромите честитка упати председателот Пендаровски. Дозволете ми да ви го честитам 8 април, Меѓународниот ден на ромите, и да ви посакам добро здравје, среќа и елан за заеднички да ја унапредиме состојбата на ромската заедница во Република Македонија. Во оваа прилика би сакал да искажам мојата почит кон вашиот придонес во збогатувањето на македонското мултиетничко и мултикултурно општество, истакна Пендаровски.
Од друга страна, предрасудите со кои се соочуваат се пречка за вработување пред се за жените ромки. Така од вкупно 7647 лица кои ги користеле активните мерки и услуги за вработување во 2019 година. Само 169 се ромки, што е крајно поразително. Стои во истражувањето спроведено од групата за застапување за еднакви можности при вработување, која го имплементира невладината организација HERA. Инаку поради рестриктивните мерки, во Тетово изостана прославувањето за Денот на ромите. Дали после прележана ковид инфекција организмот развил имунитет и колку тој трае се едни од честите прашања што си ги поставуваат граѓаните. Многу од нив се одлучуваат да направат анализа за антитела, за да ја дознаат состојбата. И лица кои немале симптоми на ковид, а си направиле рутинска проверка, развиваат антитела, покажуваат резултатите од испитувањата. Нема точно дефинирани правила во однос на создавањето на антитела за инфекција со коронавирус. Искуствата на лекарите донесуваат различни примери. Се случувало пациенти кои ја прележале болеста да имаат мали вредности, кај лица пак кои немале симптоми, а си направиле рутинска проверка, се докажале развиени силни антитела. Тргнувајќи од прашањето дали имаат имунитет против ковид, голем дел од гостиварци изминатите месеци се одлучија да извршат анализи за антитела. Од досега, јануари, февруари, март, еве веќе почеток на април, имаме направено негде околу 500 тестови и интересот е навистина голем кај пациентите. Се интересираат и тие што ја прележале болеста, тие што не прележале и тие што мислат дека дошле во контакт со заболени или имале некој болен член во фамилијата. Сега во однос на резултатите различни се. Некои што прележале поодамна може да излезе негативен тестот, односно да немаат имуноглобулини Г, што е показател за имунитет, а некои па што мислат дека воопшто не биле во контакт, добиваме резултати дека биле во контакт и дека прележале болест, стоејќи од нанозе без никакви симптоми и имаат веќе направен клеточен имунитет и може да бидат одбранети во случај да дојдат во контакт со вирусот. Во период кога почна имунизацијата на населението против коронавирус, граѓаните се советуваат со лекарите дали во случај кога им е докажано присуство на антитела, се препорачува да примаат вакцина. Во однос на вредноста на антителата за вакцина, ја мислам дека вредност од 4, 5, 6 до 10, дека би можело да биде показател дека тој пациент може да се вакцинира. Макар што повеќе тоа имунолозите би можеле да го кажат, меѓутоа јас еве од лично искуство, јас ја прележав болеста во ноември месец, имав антитела, но се вакцинирав од Спутник првата доза, еве сега утре ми е наред втората ревакцината од Спутник. Се чувствувам добро, немам никакви нуспојави, никакви проблеми и мислам дека се чувствувам посигурна после вакцинирањето. За пациенти кои ја поминале ковид инфекцијата, медицинските лица препорачуваат анализите за нивото на антитела да се прават после 4 недели. Се смета дека тој период е доволен за да се добијат веродостојни резултати. Сепак со напомена дека секој организам е различен и временскиот период може да варира. Владиниот стимул двојно го амортизирал економскиот пад во минатата година, па падот на бруто домашниот производ лани би бил 8,7%, наместо оној што го имавме од 4,2%, рече премиерот Зоран Заев, кој заедно со министерот за финансии Фатмир Бесими на пресконференција ги презентира ефектите од 4 економски пакети. Согласно податоците на Министерството за финансии, полнењето на државната каса оди според планот и приходите се на повисоко ниво во однос на предкризниот период од минатата година. Во првото тромесечие од 2021 година приходите се реализирани со 48 милиарди 549 милиони денари или 22,8% од вкупно планираните приходи за 2021 година. Истите се повисоки за 4,4% или за 2 милиарди и 65 милиони денари од приходите во истиот период за 2020 година. Односно, приходите се повисоки во квартал кој доаѓа после 9 месеци во кој се боревме со кризата, споредено со првиот квартал од минатата година кога кризата уште не беше почната.
Даночните приходи и придонесите се повисоки за 5% во однос на истиот период лани, односно во предкризниот период. При што самите даноци се наплатени во износ од 27 милиарди 758 милиони денари и се за 6,2% повисоки во однос на истиот период лани. Сите овие позитивни бројки и закрпнувачки трендови потврдуваат дека реализираме сериозни проекти, дека македонската економија е жива, стабилна и динамична и дека покрај сите предизвици 2021 година ќе биде година на економско заздравување и на економски раст и развој. На среден рок имаме стратегија за забрзување на растот и постигнување на двојно повисоки стапки по однос на просечните изминатите 10 години. Дел од таа стратегија е и планот за финансирање на забрзан раст, со кој јавните капитални инвестиции од 4 милиарди евра, предвидени за следните 4 години, имаат потенцијал неколкукратно да се зголемат и да придонесат за забрзениот раст на нашата економија. Ние сме реални и сме свесни за ризиците што ги носи пандемијата. Ние се уште сме во период кога пандемијата е активна на светско ниво, па и кај нас. И од тој аспект, ние допрва работиме и постојано ги следиме евентуалните ризици и предизвици што доаѓаат од пандемијата. Но затоа нагласувам, основа и предуслов за реализација и на планот за забрзан раст е заздравувањето на економијата, а на тоа сме фокусирани секојдневно и затоа постојано соопштуваме информации до граѓаните и постојано комуницираме со бизнес заедницата и сите чинители во општеството за нови мерки како што и произлегуваат потребите. Пронајдена марихуана кај 16-годишник, приведен 40-годишник кој со пиштол му се заканувал на жител од Гостиварски Градец. Во продолжение слушнете ги деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 103 лица, 59 од Тетово и 44 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 38 лица од Тетово и 13 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 421 лице од Тетово и 252 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Во периодот од 20 часот на 7 април до 5 часот на 8 април на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 2 прекршувања во Тетово на полицискиот час. Вчера околу 16 часот пак и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 71 годишен тетовец кој се однесувал агресивно и физички нападнал еден од нив. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 15 часот и 45 минути во Тетовско непроштено, лишен од слобода е 16-годишникот ова село, кој одбил да се легитимира и кај кого била пронајдена марихуана, која се обидел да ја фрли. Се расчистува и документира случајот. Вчера пак во 15 часот полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 40-годишникот Тетовско Теново, кој дента околу 10 часот и 20 минути во Гостиварски Градец со пиштол му се заканувал на 39-годишникот ова село. Според пријавеното, причина биле нивните нерасчистени имотно-правни односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Фудбалските третолигаши од групата Запад вчера го одиграа вонредното 13-то првенствено коло. Екипите кои настапуваат во третата македонска фудбалска лига Запад вчера ги одиграа надпреварите од 13-тото првенствено коло. Во најинтересниот надпревар лидерот Беса од Добридол го совлада љуботен со 4:1, откако на полувремето веќе имаше предност од убедливи 4:0. Второ пласираната екипа на табелата Арсимиот Чегране забележа сигурна победа од 3:0 на гостувањето кај Нераште, а со истиот резултат на гостински терен победи и Зајас против Пролетерот Тумчевиште. На последниот надпревар од ова коло Врапчиште на гости го совлада поранешниот прволигаш Напредок од Кичево со 2:0. На табелата во водство екипата на Беса со 34 бодови,
3 повеќе од Арсими. Токму овие две екипи следното коло ќе го одиграат дерби дуелот кој веројатно ќе одлучува и за првата позиција на табелата, а надпреварот ќе се одигра на стадионот во Чегране во недела со почеток во 16 часот. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.